Последниот случај на убиство на младата жена во Велес уште еднаш го крена алармот во јавноста за степенот на насилство врз жените, кој видовме во овој случај, се нареди во уште еден случај на она што јавноста и стручните луѓе го познаваат како фемицид. Тоа ја загрижува македонската јавност и на таа тема овој пат имаме неколку прашања за вас. Ја поканивме и благодарам што се согласи да дојде на ова интервју со нас Магдалена Чадиновска-Кузмановски, социјален ментор за прашањата за насилство врз жените во паблик. Благодарам, Магдалена, уште еднаш. Дали алармот што се крена околу ова прашање ќе не освести за тоа во каква ситуација се наоѓаат жените кои се изложени на насилство во нашата земја? Најпред се да ви се заблагодарам за поканата. Мене ми е драго кога медиумите отвараат вакви прашања надвор од оние 16 дена на активизам. Би рекла дека јас сум секогаш оптимист, меѓутоа ако треба да одговорам оптимистички, би било дека се надевам дека конечно ќе се крене алармот и дека после ова ќе се крене и свеста дека овие прашања се исклучително важни и дека ја водат кон смртни последици за жал. Меѓутоа праксата и она што теренот го кажува и последните случаеви, пошто зголемен е бројот на фемицид, укажува на тоа дека нас сепак како држава паметот не ни доаѓа и дека системот реагира кога е веќе доцна. Би рекла дека не треба ова да биде некоја еуфорија која ќе трае, а секогаш е така, која ќе трае неколку дена и ќе биде опфатена од страна на медиумите, од страна на луѓето вака социјално кога си разговараат во кругови меѓу себе, од страна на објави на Facebook, сториња и не знам и какви све иницијативи, а да не зборам за системот и за институциите што ќе излезат сега со некој напишан текст, ќе го прочитаат политичарите. Тоа било така и сега, тоа беше така и претходно, одма да кажам на почетокот. И тоа ќе се заврши на една емотивна еуфорија која трае неколку дена, меѓутоа во изостанок на онаа рационална еуфорија која треба да биде во континуитет, односно да следи ова сега што се случило. За жал, јас не сум воопшто оптимист и бројките го потврдуваат ова што зборувам. Пак ја кажам, за жал, не сакам да е така, ама е така. Да. Ова е особено важно кога доаѓа од вас, бидејќи ве поканивме заради тоа што вие имате непосредно искуство кога се во прашање овие појави кај нас. Не е тоа некое академско искуство на ниво на теории и така натаму, туку од непосредното искуство во праксата. Логично на тоа ми следува прашањето дали кај нас е доволно познат, прифатен и препознаен терминот фемицид. Па прво ќе се надоврзам на ова што го кажавте на почетокот. Јас не сум човек што зборува од фотелја, односно седам некаде во некој кабинет и ги слушам оние кои ми кажуваат како доаѓаат овие приказни од теренот. Јас сум некој што директно секој ден разговара со овие жени и морам да ви кажам дека ми се случило неколку пати, не по секој разговор со секоја од жените, меѓутоа многу често ми се случило после било кој ваков разговор кога ќе ми каже да оценам ризик дека тоа е на вистина можеби следната жртва на фемицид, што е страшно. И замислете со какви чувства се бориме сите ние кои немаме можност за жал во тој момент да го пријавиме тоа, освен јас да се јавам и да алармирам повторно до МВР, до центрите за социјална работа дека во оваа жена гледам огромен ризик за фемицид. Ке се надоврзам на вашето прашање затоа што е одлично. Фемицид е нешто за кое многу малку се зборува и затоа не се криви луѓето, него многу често медиумите имаат пракса да го замаскираат тоа, а на политичарите секако им одговара. Да одбереме некој фин збор како што е семена трагедија, смртен исход после семена расправија, почнало као многу суптилно и завршило со убиство. Не, фемицид треба да се знае дека е убиство на жена затоа што е жена. Во тој момент насилникот се во себе има мотив родово базиран афект да ја убие таа жена. Што е страшно? Поготово е страшно во вакви ситуации кога последнава жртва, Росица, има многу Росици пред незе, имала обид да го пријави насилството, односно го пријавила насилството. Ја разбирам дека е многу тешко да реагираат институциите кога имаме непријавено насилство, меѓутоа она веќе пријавила дека има ризик од фемицид и останала на тоа. Фемицидот морам да кажам дека не е трагедија која е лична, туку е трагедија на системот. Фемицидот покажува колку не постои систем кој не е изреагирал на време и секоја жртва треба да биде лична одговорност на системот. Така. Не треба многу од тоа што го слушаме од вас за да сватиме дека вие лично ги преживувате овие работи од секојдневната работа, од претходното искуство, од тоа што
еве како што кажавте, можете да претпоставите дека може да се случи некое следно вакво убиство. Какво е вашето лично чувство по однос на овие прашања? Па ќе бидам искрена, ќе ви кажам дека во текот на денот прво нормално постоеше бес и фрустрација, а потоа уште толку се изнервирав што замислете мене ова не ме изненади. Само ми направи едно уште поголемо разочарување кое секако беше тука. Замислете кога веќе нема да ви изненадуваат овие работи кои се навистина енормни, веќе ја нема Росица, го нема нејзиниот татко и знам дека сега во јавноста секако дека постои една омраза кон насилникот, меѓутоа замислете дека ако све на време било изреагирано, 3 животи ќе беа спасени. Значи, не може да нема револт кај нас стручните работници што го работиме ова, затоа што, пак ја кажам, ние секојдневно ги слушаме овие приказни. Јас секој ден имам една Росица во канцеларија која се обидувала, барала начини, барала форми, она кое треба да биде начин, она кој државата го налага да биде начин, каде треба да пријавите, каков треба да биде патот една жртва да се охрабри. Не е мала работа жртвата да се охрабри, да пријави. Тој момент и тој феномен никој не го зема во предвид. А текот како ќе пријави, како не е постапено. Так, веќе неколку пати во претходните одговори го начнав она што значи некаков одговор на институциите кога се во прашање овие појави. Дали можеме да кажеме дека имаме системски проблем околу ова прашање? Па јас пак ќе бидам песимистички настроена, ама ние за да имаме системски проблем прво треба да имаме систем. Ние систем немаме и не само по ова прашање. Ние систем генерално немаме. Ако одзвоните во брза помош и ако се радувате дека изреагирал некој и ако одите во МВР да пријавите и ако колку пати ќе им речат жените па среќа се погоди еден полицаец од мајка роден или ќе отидете во центарот за социјална работа па ќе ми кажат жените кјути имав среќа, налетав на една социјална работничка која го разбира ова. Не треба да се сведи системот на еден случаен ентузијазам на некој човек што работи некаде. Ако зборуваме за систем, треба да биде составен од неколку протоколи кои природно треба да следат после вакво нешто. И тоа, знаете, секаде во Европа, јас и во светот не можам да кажам дека немаат тие проблем со нешто вакво, меѓутоа брзината и ефикасноста, тоа како одговара системот, поготово после пријавено насилство, овдека дефинитивно затајува. Кога се опрашање вакви појави, своја одговорност и учество во препознавањето, превенцијата и така натаму, обуката и така натаму, го имаат и граѓанските организации. Кога би ги споредиле она што го прават институциите, кои по закон или по се задолжени да се справуваат со овие ситуации, и она што го прават граѓанските организации, до какви сознанија можете да дојдете и да ни ги предочите? Јас можам да кажам не затоа што ја доаѓам од граѓански сектор, него затоа што сите жени кои дошле кај мене да разговараме, нели, заради нивната проблематика, до сега мене ни една од нив не ми се пожалила на она што го презеле невладиниот сектор, а 95% од нив ми се пожалиле на тоа што го презеле институциите во тој одреден момент кога не за највеќе било потребно. Не сме ни единствена организација што ги опфаќа овие прашања и затоа ќе зборувам општо за сите организации. Мене ми се допаѓа пристапот на организациите, поготово затоа што нудиме во тој момент она што е најважно, сигурност на жената, правна помош бесплатна, има нели организации кои го нудат тоа, психолошка и она многу важно што ние сега го работиме економско јакнење на жената. Затоа што жената ќе пријави, ќе се охрабри, ќе излезе од заедницата, меѓутоа ако не е економски охрабрена, после претходните поддршки што ги добила правна и психолошка, жената ќе се врати назад. И верувајте, во голем дел на случаевите тоа е многу полошо него во моментот кога она излегла. Затоа што насилникот ќе се убеди во тоа дека тој има контролата врз нејзи, дека она што и да побара нема излез, повторно се враќа назад. Така да споредбата јас сметам дека е многу голема, а ние како невладин сектор и нашата организација Паблик, меѓутоа знам и од другите од колегите, стоиме на располагање на центрите, поготово на центрите на социјална работа. Јас самата неколку пати сум била таму и сум барала да ми дадат предмети кои можеме многу брзо да ги решиме, затоа што и нив ги разбирам. Ограничени се ресурсите, имаат многу предмети, меѓутоа дајте да сработиме нешто и заедно. Така. Обично се вели, тоа е веќе стана некоја вообичаена фраза, синтагма. Имаме закони, имаме регулатива, а имплементацијата има проблеми. Зошто има имплементацијата проблеми?
Па ја ќе се согласам, затоа што знаете како, ние не можеме ништо ново да введеме во однос на законите. Законите се добри, законите се многу европски. Правилникот се знае, протоколот исто така се знае. За разлика од другите земји во кои што многу подобро функционираат од нас, е тоа што ние само ги имаме, а тие не се спроведуваат во пракса. Тоа е едната работа, втората работа е никој не врши мониторинг на тоа докаде се спроведува и што се спроведува. Едно дело кога ќе се случи, една пријава кога ќе се случи. Тоа не е досие, има име, презиме, лик, семејство што стои за тоа. Ако некој не го прегледа тоа, не направи на некој начин ревизија, мониторинг на тоа што е спроведено, дали е добро постапено, каде е грешката, дали е индивидуална на стручниот работник што го работел предметот, дали на вистина системот некаде затаил, пошто не може еден тоа да го сработи, треба да биде поголема координација. Нека ги увидат грешките, нека научат од грешките и нека почнат да ги спроведуваат подобро практиките. Така. Ова практично можем да кажеме дел од одговорот што сакав на прашањето, што сакав сега да ви го поставам, да лоцирате каде и кои се слабостите на одделните сегменти во општеството. Тоа што до сега го кажат, веројатно односно се однесува на центрите за социјална грижа. Каде е тука полицијата, каде се тука судските власти, кои се нивните слабости? Па ја веќе ви кажам прво поединечно за сите, а потоа ќе ви кажам пример што ми се случи мене од пракса. За да не збориме многу апстрактно, јас ќе ви кажам пример од жена, нема да навлагаме потемелно за тоа, за да не се открие идентитетот на жената, меѓутоа ќе ви кажам и таков пример за да не биде дека само зборуваме, а ништо не правиме. Центрите, мислам дека, колку да звучам контрадикторно, се преоптеретени, пошто до сега зборував дека треба да работат малце посветено. Разбирам дека не имаат ресурси, меѓутоа ако на државата и е важно, има многу социјални работници, социјални работнички што работат по бутици, нека ги земат, нека работат во центрите за социјална работа. Не може да ми кажат дека државата нема буџет за ова. Ако има за лични интереси, бадеми, да бидеме добри гости кои ќе дојдат странски дипломати, да извадиме скапо виски, да извадиме некои други работи кои би биле забава во текот на разговорот, мора да имаме ресурси и финанси и да се одредат одреден дел од буџетот. Прво да се зголеми платата на нешто е зголемена, не е доволно ми, ако ме прашате, на колегите кои работат во центрите, да бидат мотивирани, да имаме повеќе вработување, да имаме ресурси да одговорат на сите предмети. Ако има таа колешка денеска 30 предмети на вистина, ќе го види тоа како бирократска задача, а не како интервентна нешто што мора веднаш да се спроведе. Ќе ви кажам во МВР како реагираат, не ги сваќаат сериозно овие работи. Може би денеска им дошле 30 такви пријави. Не е важно. Може би 31-та е таа која ќе настрада и ќе биде жртва на фемицид. Треба да биде индивидуален пристапот, да се оцени ризикот во моменталниот разговор. Жената не зборува за џабе. Судството премногу долго се чека. Заглавени сме лавиринти и нешто што исто многу важно, многу често повторно ги соочуваат во судот, чекаат сами во чакалната насилникот и жртвата. Знаете ли каков страф е тоа, без разлика што се наоѓа во суд и во институција? Тој што е неурочурлив и тука ќе направи нешто. А жената е веќе исплашена. Колку пати една жена треба да го повтори исказот, размислил ли некој по тоа прашање? Оди во центарот за социјална работа, таму велат, па зошто сте дошле овдека? Одете во МВР, мора веднаш да се постапи. Вас ви е потребен безбедносен план. Одете веднаш таму. Оди во МВР, па што сте дошле за ваква семејна расправија? Па ние вакви имаме денеска преку 10. Не се секирете, не е ништо страшно. Ке го викнеме на еден разговор, ке му дадеме една воспитна, ке се смири. Само така ви се заканува. Нема ова да биде така. Одите во суд, ќе ви кажат, па не е само тој предмет, има многу предмети, баш ка чекаме од МВР да ни дадат извештаи точни, да ни дадат од центрите за социјална работа. И веќе ќе влезете во тој лавиринт, жената природно е да се откаже од понатаму. Прво затоа што губи надеж дека нешто ќе се реши, второ затоа што 20 пати да повторите еден исказ под трауматско искуство, вие повторно се враќате на траумата што ви предизвикала животни последици. И ви реков дека ќе ви кажам еден пример за жена, ја што работев со неја. Отиде во центарот за социјална работа, го пријави насилникот, покажа пораки, тие рекоа дека они не можат според пораките да действуваат, доди во МВР и таму да го пријави. Го пријави во МВР, нормално, ова што го кажав претходно, немојте да се секирате, не сте вие единствена жена, ќе се смири, ви се заканува, ја губи контролата. Во меѓувреме жената јас ја вработив во склоп на трговски центар за да може да очекуваме поголема безбедност, нели таму има обезбедување, има луѓе кои циркулираат и мислев дека тоа е безбедно место, најбезбедно во тој момент за нејзе.
Тој и се закануваше, дознал каде работи, тоа многу лесно се дознава, и се закануваше дека ќе дојде на работното место, дека ќе направи проблем, и тоа веќе беше 10 пати случајно на претходните работни места. За жал жената ја губи работата. Не е тој санкциониран. Повторно жената ја губи работата, пошто бизнисот, го разбирам, се плаши да действува, нема како да ја поддржи, да помогне ако државата не можела. И се закануваше, отиде да го пријави и тоа и рекоа да не се секира, он ја нападна, направи тоа све што го кажуваше во пораките. Обезбедувањето не можело да ја помогне затоа што тоа не било работа на обезбедувањето, повика полиција, се најдоа двајцата во станица, во иста станица. Таа кажа колку е исплашена, тие и рекоа да не се секира, сега тие му мрвале таков добар разговор со него да веќе ова нема да се повтори. Да оди безбедно дома, немале право да го задржат повеќе од 2 часа на тој информативен разговор. Тој нормално дека ја следел, ја симна од автобус, влечејќи ја за коса. На очиглед на сите патници во автобусот и на шоферот. Ја симна, ја претепа на самата станица, ја претепа, успеала некако да избега, повторно го пријави насилникот. Повторно само го повика на информативен разговор, имаше кривична пријава додека да почека од суд да се процесуира све тоа, имаше време тој да го повтори делото во многу полоши размери. Жената сама се сноѓаше како што знае, како што уме. Луѓе што и личаа на него, случајно, рандом луѓе, во тие ситуации сите ви личат на него, пошто сте во страв, она се плашеше да излезе од дома, ја изгуби работата, остана 2 месеци без работа, со 2 деца, без струја, сама да ги сноси последиците за нешто за што таа воопшто не е крива. За сметка на тоа, насилникот беше на слобода, си работеше, живееше, многу поквалитетен живот од нејзи. Кој е тука жртва? Кој е тука насилник? Државата. Да. Ова е навистина многу благо е да се каже дека ова класична студија на случај за тоа како потврдил целиот систем за да ја заштити конкретно оваа жена, што може да се преслика на многу жени, како што велите и самите вие. И навистина е нешто што треба да биде силна порака за институциите и за нашата јавност. Понатаму ви благодарам многу за овие укажувања. Ке треба да го привршиме разговорот. Се констатира повеќе пати дека жените не пријавуваат, не се доволно охрабрени да пријавуваат вакво насилство, кое на крај може да заврши и со убиство, и со да биде уште една статистика во фемицидот. Дали е тоа точно? Што треба да направиме да ги охрабриме жените и жртвите на насилство? Знаете, потребни се повеќе кампањи, тоа секако стои. И повторно ќе кажам, не само во ние 16 дена на активизам, гледаме дека ова треба да биде тема со која државата треба сериозно да се занимава. Сметам дека на државата не треба да ја бидат поважни обдукциите, туку треба да ја бидат поважни делата да се процесуираат на време за да не дојде до обдукција. Тоа е многу важно. Важно е да ја дигаме свеста за тоа што значи насилство. Многу од жените го имаат тоа сватено како некое нормално однесување на жената. Знаете, во Македонија ќотекот е женска судбина и тука треба да се помириме со некои одредени факти. Демек треба да се помириме, нели зборувам како некои жени тоа го сваќаат и тие не се криви. Живееле во такво семејство, го прифатиле насилството како феномен кој се случува тука и треба да биде оправдан, затоа што многу ја сака, затоа што тоа е начин како да покаже љубов. И тоа е едната страна, она несвесна страна, што све значи насилство. Кога зборуваме за насилство, не е физичкото најважно, тоа можеби најлесно се препознава. Имаме психолошки, имаме економско, имаме сексуално. Сите тие подеднакво оставаат последици. Прво треба да ја дигнеме свеста што значи насилство. Второ, кога ќе веќе бидеме до некој ниво дека сме кренале свеста, кога жената ќе пријави, тоа е ова што го зборував до сега, да има протокол. Мене ми е најпоразително кога ќе дојде жена што не пријавила насилство и кога ќе прашам зошто, дел од нив не пријавиле од жал да не го сакат да го заштитат. Тие се уште емотивно поврзани со насилникот и не треба да судиме. Тоа е, така во моментот се чувствува жената. Меѓутоа, постојат многу од нив и тоа е многу обесхрабрувачко за државата треба да биде, не за мене, дека немале доверба во системот заради туѓо претходно лошо искуство. Замислете до каде сме дојдени. Потоа имало обид, меѓутоа не било сериозно сватена жената, пробала, се обидала, не се чувствувала комфорно, отишла во центарот или во МВР, ја дозбуниле и се вратила назад, се обесхрабрила.
Потоа свесноста на наставниците во училиште да препознаат. Кога детето се однесува поинаку, тргнете го на страна, прашајте го зошто е тоа така, верувајте има причина. Не е секогаш можеби насилството. Нека не бидат психолозите во училиштето чудовишта со кои што се плашат децата. Нека бидат стручни работници со кои што можете отворено да разговарате. Децата се искрени, многу често ќе споделат. Колега на работа, пошто пријавите не мора да бидат секогаш лични, може да се подобрен глас. Државата треба да постапи соодветно на пријавата без разлика од кого е. Докторите ви доаѓа често со дијагноза паднала по скали, не паднала по скали. Може би паднала еднаш, не паднала ни од автобус. Некој ја натепал таа жена. Имаат опција да стават во дијагноза, посебна дијагноза со која што не тврдат, меѓутоа се сомневаат на насилство. Ставете ја дијагнозата, некој тоа ќе го процесуира, ќе спасите нечи живот ако тоа го направите. Да, овие се препораки, ние ќе направиме се што може, колку што може повеќе да ги прошириме и да стигнат до таму каде што треба. Да го завршиме разговорот, ако има нешто тако, има ли некоја успешна приказна во овие ситуации? Да, и не се мит. Многу се радувам на успешните приказни. Имаме стварно неколку успешни приказни. Јас кажав, ние работиме на економско јакнење. Ние работевме и тоа е знаете, кога ќе зборувате за жртви на насилство, обично викаат па сама си го бирала, сама го одбрала, сама не сака да го остави. Не е точно, многу од нив сакаат, немаат излез и тоа треба така да биде прифатено. Потребни се повеќе шелтри, тоа не го кажав, условите во шелтри центрите треба да бидат на едно убаво ниво, на некои стандарди што навистина одговараат на домот од каде што дошле. Инаку имаме многу успешни приказни, имаме јас лично многу примери во кои што најголем успех е во оваа ситуација жената да не се врати кај насилникот, да бидеме тука јасни, пошто ако се врати, кажав, тој веќе чувствува дека има контролата врз нејз и тогаш насилството знае да биде и многу понагласено во домот. Имаме успешни жени кои навистина си го вратиле својот интегритет и многу ми е драго што се сега во овој момент уште подобра форма од тоа како биле пред насилството. Дел од нив се вратиле да бидат она што се пред да западнат во ваква средина и да не заборавиме, ова може да му се случи на секого. Немојте да мислите никогаш, пошто жените кога ќе дојдат кај нас доаѓаат со реченицата јас мислев дека ова мене не може никогаш да ми се случи. Тоа е нешто што и мене ме научи, да верувам во тоа дека на сите може се да не се случи. Имаме успешни приказни во кои што ги вработивме и никогаш не се вратија кај насилникот, економски се зајакнати. Имаме примери кои им се заканува дека ќе спијат надвор со кучето за да ги вразумат, а тие не само што не спијат со кучето, него спијат многу мирно, работат дел од нив во државни институции, дел од нив завршија факултет, ние ги охрабривме во тој процес, вработени се, им тече стаж, имаат развој на работното место, се ослободија, што е најважно од таа психолошка травма, сега се независни и веруваат во тоа дека навистина овој живот знае да биде прекрасен ако ги изолирате сите оние работи кои ви го прават да биде таков како што е во тој момент. И би додала само тука нешто што можеби не го напоменав, да се зголеми свеста, знаете зошто е важно кај политичарите и генерално кај институциите. Ние не можеме да реагираме, ја не можам да приведам никого и да отидам да разговарам со насилникот, ние немаме ни пендрек, ни никаков начин, дури сме и ние во опасност, пошто тие не сакаат подржувачка средина да имаат лицата, меѓутоа ја не сум некој што се плаши од такви работи, ете може треба, ама ете не сум. Меѓутоа, ова што го зборувавме за законите и за практиките кои се споделуваат, верувајте, да е нивно дете во прашање, да е нивна блиска роднина, да е нивна сестра, нема да излезат со хартијата и да кажат дека ние имаме закони. И тие ќе сакаат законите да бидат во пракса донесени. Така да гледаме на секоја оваа пријава како да не е некој најблизок, како на нешто што мораме човечки прво да пристапиме, па потоа и професионално. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Навистина, укажување на место кои треба да ги слушнат многу во синџирот на институциите и граѓаните, најмногу и жените кои се изложени на овие појави. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата, сметам дека медиумите ни се главен сојузник во оваа борба. Благодарам.